Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео ќе зборувам за прилагодувањето како една битна алатка, техника, како сакате, која што може да ја користиме секојдневно, но исто така е важна во нашиот раст и развој, како и при остварувањето на целите кои што сме ги зацртале. Јас порано имав голем отпор кон прилагодувањето, кон зборот прилагодување, затоа што под прилагодување подразбирав компромиси во кои што јас треба од нешто да се откажам, да изгубам или да исполнувам туѓи желби и потреби, а во име на тоа да ги потиснам моите или да се откажам од нив. Но со текот на годините го променив својот став кон прилагодувањето. Сметам дека е битно да најдеме начин да гледаме на прилагодувањето како можност. Во одредени ситуации ќе се прилагодиме на тој начин што ќе го извлечеме од ситуацијата она што е за нас најдобро. Или пак ќе побараме различни други начини како да стигнеме до она што сакаме да го постигнеме, до нашата цел, или прилагодувањето може да ни помогне да се чувствуваме подобро, додека, например, поради одредени услови и ситуации, го одложуваме на одреден период тоа што го сакаме и тоа што сме го зацртале, што не мора да значи дека целосно и за секогаш сме се откажале. Значи, прилагодувањето на условите во кои се наоѓаме, на состојбите, на ситуациите, па дури и во различни односи, ни помага да не се чувствуваме фрустрирано, разочарано, да не стоиме во место. Од некој друг агол ќе согледаме целата работа и пак ќе извлечеме нешто што е најдобро во таа дадена ситуација и ќе ги искористиме максимално тие услови. Можеби не за тоа што сме го посакувале, можеби за нешто друго, а можеби пак од сето тоа ќе произлези и некои други можности, ситуации за нешто друго што можеби сме го одложиле или потиснале, и ете така едноставно ќе имаме време и простор да направиме нешто друго или ќе направиме време и простор за некои други личности, нови пријателства, нови активности. Прилагодувањето од секогаш било битно. Човекот преживеал затоа што се прилагодувал. Ние постојано се прилагодуваме и на временските услови, и на сите оние состојби кои што се случуваат од надвор, врз кои што немаме секогаш влијание. И исто како што се прилагодуваме на се тоа што не зависи од нас и што знаеме дека не зависи од нас, така можеме да се прилагодиме и на оние други работи кои можеби мислиме дека зависат од нас или од другите, односно од човечки фактори. Овде, тесно поврзано со прилагодувањето, се и нашите очекувања, потребата за контрола, како и прифаќањето. Се разбира, пред прифаќањето доаѓа соочувањето. Откако ќе се соочиме дека условите, ситуациите не се така како што ние сме очекувале, луѓето не се такви какви што сме очекувале, нашите односи некако се измениле со текот на времето, и откако ќе го прифатиме тоа, прифаќањето е многу важен фактор, тогаш следува прилагодувањето на новата ситуација, прилагодувањето на новите односи, прилагодувањето на условите во кои што сме, но не да се чувствуваме како нешто да губиме, не да се чувствуваме како да се откажуваме, туку како да имаме пак контрола, иако тоа е начин да се научи дека не може да имаме контрола над се и секогаш. Прилагодувањето е мудрост, како и прифаќањето. Значи, треба голема мудрост, големо, можеби и животно искуство, за да определиме некогаш дека она што мислиме дека не е добро за нас, да го видиме како нова можност да направиме нешто друго, или можеби како еден вид предупредување или пренасочување, затоа што навистина тоа што е планирано, зацртано, не е добро за нас. Можеби навистина и не го сакаме, го правиме од некои причини, па тоа не е можност да се преиспитаме, а можеби и отворен пат кон нешто друго.
се прилагодуваме на местото во кое што живееме. Ние сите имаме некаква идеја како сакаме да изгледа нашиот дом, нашето место на живење. Меѓутоа, некогаш не можеме да си го дозволиме тоа и наместо да очајуваме и постојано се чувствуваме несреќни и како не припаѓаме во тој дом, прилагодувањето ќе ни помогне да го погледнеме со други очи, да вложуваме во него, да научиме да го сакаме, но се разбира да не се откажеме од идејата за да ни биде поубаво, да инвестираме, да се развиваме, па и да си го приуштим домот од соништата. Истото се однесува и во односите со луѓето со кои секојдневно комуницираме. Тие кои што ни се важни, со блиските луѓе. Прилагодувањето не значи дека ние ќе се откажеме од нашите ставови, не значи дека ќе се откажеме од нашите барања, желби, потреби, туку дека привремено ќе ги одложиме заради некои други интереси кои исто така ни се значајни, кои исто така може да не направат да бидеме среќни во одреден период. Например, мајките, нели, кога имаат мало бебе, одреден период мора да се прилагодат. Мислам, не мора, меѓутоа изборот нивни и можностите и условите налагаат во одреден период да ги остават настрана сите желби, интереси, токму поради тоа што се работи за здравието на најмилото, за здравието на своето бебе, за собственото здравје и одреден период, 9 месеци, година, 2, зависно каква е ситуацијата, се одлагаат работите и жените се прилагодуваат на својата нова рожба. Или исто така се прилагодуваме на новото работно место, или се прилагодуваме на работно место од кое можеби не сме задоволни, меѓутоа може да ни донеси финанси со кои ние ќе вложуваме во себе, но истовремено не се откажуваме од својата желба да најдеме ново работно место, да напредуваме во кариерата и така натаму. Доколку не се прилагодуваме на сите овие ситуации, ќе имаме само фрустрации, негодувања, ќе се чувствуваме постојано незадоволни, некоја празнина во нас, дека нешто ни недостига, велат дека нели кога постојано зрачиме со чувството дека не ни е добро, не се чувствуваме добро, не се пронаоѓаме себе си, освен тоа што е блокирачко и не може да бидеме креативни, да изнајдеме нови идеи, нови начини. Вложуваме во тоа многу време и едноставно не можеме да ги видиме оние можности кои што може би ќе се појават или може би ги имаме, па потоа се чувствуваме како цело време нешто ни било пред нос, а ние не сме го виделе. Во рете да не се биде задоволено со состојбата во која се наоѓаме, но тоа е само повик дека нешто треба да се менува. Во рете да не можеме да се прилагодиме на се. И тогаш пак е тоа некој повик за чекор напред со кој што ние ќе си овозможиме нешто да биде подобро. И се разбира дека не зборувам за апсолутно прилагодување и постојано животно прилагодување, туку прилагодување кое ќе ни донеси мир во душата за одреден период додека условите не се променат, состојбите не се променат, ние не направиме промени, не ги сретнеме вистинските луѓе, не најдеме ново работно место или не создадеме и изградиме дом многу близок до домот од нашите соништа. Прилагодувањето, исто како прифаќањето, е многу битна алатка и како секоја друга техника и како секоја друга вештина која што е добра тогаш кога нам ни служи, ако ние успееме да го прилагодиме прилагодувањето, животот ќе ни биде многу поедноставен, нашиот личен раст и развој ќе оди многу побрзо и поквалитетно, а нашите цели кои сме ги зацртале ќе се остваруваат многу поедноставно, затоа што предизвиците нема да ги земаме како тешкоти, како нешто што е ненадминливо, туку како нешто што отвара нови можности. Се надевам дека оваа моја перцепција, овој мој поглед на прилагодувањето ќе ви помогне да направите некој увид, можеби ќе ви инспирира полесно да се прилагодите кон некоја ситуација која може би во одреден период ве фрустрира или ви предизвикува да се чувствувате напнато, ви предизвикува стрес
или пак можеби ќе направите некој увид дека премногу се прилагодувате, доколку се откажувате од своите желби и потреби, или го правите тоа за некои други луѓе. А ако е така, тогаш прилагодувањето станува контравештина и би било пожелно да не го правиме тоа, туку да се свртиме кон себе и кон она што ни носи мир, задоволство, среќа и да одиме понатаму. Ви посакувам убав ден и се гледаме во следното видео.